Почитувани, СДС, Филипче и Заев се истурени играчи на руската политика во Македонија. Доказ за тоа е скандалот со доделувањето на државјанство на рускиот државјанин Онишченко, човек кој е осуден на затворска казна од 15 години за перење на пари и корупција во Украина. Да ја потсетиме јавноста дека контроверзниот политичар Онишченко бил член на проруската партија на тогашниот председател на Украина Виктор Јануковиќ. Онишченко, кој бил во бегство од Украина и тамошните правосудни органи, во време на СДС доби државјанство од Македонија, откако претходно секоја нормална држава истото не му го приушти, ниту пак му беше дозволен престој. Човек кој е баран со меѓународна потерница од Украина, во тоа време осомничен за перење на пари, а сега веќе и осуден на 15 години затвор, никој не сакаше да го прими во својата држава. Само Македонија, предводена од СДС, Заев, Ковачевски, Спасовски и Виктор Димовски, се потрудија да му дадат државјанство под превезот дека ќе настапува за македонскиот национален тим за јавање на коњи. Под голем притисок на ВМРО-ДПМН и на граѓаните, СДС не издржа и државјанството на Онишченко беше поништено. Руското влијание и политика во Македонија единствено имаат влез преку СДС, Заев и Филипче. Но остана неодговорено прашањето за тогашните гласини дека поранешен вице-премиер задолжен за економски прашања се обидувал да исконтактира со ова лице и да прави економски ангажмани со него. Со оглед на тоа дека прорускиот политичар Онишченко беше представен од тогашната власт како спортист кој ќе јава на конј за Македонија на Олимпијада, легитимно е да добиеме одговор која била целта на СДС за негово вдомување во Македонија и дали некој добро се нафатирал за овој случај. Ви благодарам. Прашање? Како ВМРО-ДПМН гледа на случувањата во Вреди, дали тоа може да се одрази на работата на владата и идната реконструкција и дополнително дали ќе има промена во кадрите на ЗНАМ во владата со оглед на критиките кон министерот Филков? Ви благодарам на прашањето. Тоа што се случува во Вреди е интерен процес и ние како ВМРО-ДПМН им посекуваме среќа и успех во формирањето на коалицијата во една партија. За останатите две прашања, единствен кој може да одговори за кадровските промени во владата е мандатарот, односно председателот Мицковски, зашто има добиено поддршка од Централниот комитет на ВМРО-ДПМН за формирање на влада и делегирање на представници во ресорните министерства.